Донирани вакцини примаме, ама немаме доволно за и ние нешто да споделиме со соседите како гест на солидарност. Македонските граѓани и натаму се вакцинираат претежно со донирани вакцини. Откако целиот процес на имунизација почна со донацијата на 8400 вакцини на Pfizer од Србија, а продолжи со 20.000 дози на Спутник, кои исто така во земјава стигнаа како донација од Србија. Сега Македонија се крсти во донациите од Грција и Бугарија, кои треба да стигнат деновиве. Паралелно, секој понеделник во земјава пристигнуваат по 11.000 дози на Pfizer, од кои околу 5.000 дози се преку Фондот за солидарност на Европската Унија, со кој продолжува така наречената масовна имунизација, но со намалено темпо. Министерот за здравство Венко Филипче вели: во моментов немало доволно количини на вакцини за да споделиме и ние со оние соседи кои имаат помалку од нас. Се уште немаме толкова количина на вакцини за да може да сметаме и да размислуваме да дадеме на некој друг. Тогаш и во тој момент кога ќе се исцрпат сите граѓани од листата на веќе пријавени за вакцинација, тогаш кога ќе ги отвориме вратите на вакциналните пунктови да се вакцинираат граѓани и без закажување, според нашите очекувања и проценки, тоа може да биде некаде на крајот на месец јуни, почетокот на јули, тогаш сметаме дека нашите потреби се целосно задоволени. И после тоа сите опции може да ги разговара. Во меѓувреме, српскиот претседател Александар Вучик ја повика тамошната влада да дозволи македонските граѓани непречено да се вакцинираат во Србија со вакцина по избор. Вучик рече дека земјата имала доволно вакцини за целиот регион. Ваквиот гест на српскиот претседател Филипче го оцени како гест на добрососедство и велиоти не се работи за никаков договор помеѓу двете влади. Во Српскиот институт Торлак веќе почна да се произведува руската вакцина Спутник В. Српските власти најавија дека приоритет за нарачка на оваа вакцина ќе имаат земјите од регионот. За сега, Македонија ги чека нарачаните 500.000 дози од кинеската вакцина Синовак, кои во земјава треба да стигнат во следните 7 дена. Надлежните немаат точен датум кога ќе стигнат 200.000 руски вакцини, купени директно од производителот. Ниту пак најавената нова пратка на Pfizer, која треба да стигне преку Ковакс механизмот.